Судскиот процес за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски продолжи со завршни зборови на адвокатите на обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Александар Ѓорчевски. Обвинителството побара доживотен затвор за Палевски, Манев, Видевски и Кешишев, а за Ѓорчевски казна според закон. Денешното рочиште го следи колешката Елена Ивановска-Муковска. Елена, што беше изнесено во завршните зборови на одбраната? Александар, пред ова вклучување во вестите на Телма со завршен говор започна одбраната на Кешишев. Претходно говореа, завршен збор дадоа адвокатите на Велибор Манев и на Боре Видевски. Адвокатот на Манев, Горан Бошевски, побара ослободителна пресуда за неговиот клиент во однос на обвиненијата за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, додека пак за грабнувањата, за обвиненијата поврзани со грабнувањата, со одветна казна индивидуализирана, како што кажа неговиот адвокат, за да се постигнат целите на генерална и превенција. Но обвинетиот негира дека ги извршил убиствата, тој немал претходен договор со другите обвинети за такви кривични дела. Нема умисла за убиствата. Инкриминираните действија кои ги презел при извршување на делата, грабнување, немаат елементи да представат особен придонес кон извршувањето на делото убиство, рече неговиот адвокат во завршниот збор. Тој токму затоа побара и ослободителна пресуда за делата кои му заставаат натовареност за двете убиства. Адвокатот Бошевски детално се осврна и на она што неговиот клиент го кажуваше во одбраната за тоа како се случиле грабнувањата, убиствата, односно дека немал план за да се случат убиства, за тоа дека Палевски е тој кој што пукал кон двете жртви, но и дека Ѓорчевска била грабната во третиот обид, а претходно планот бил да се грабне по возрастна жена. Во однос на адвокатот на обвинетиот на Видевски, тој побара ослободителна пресуда за неговиот клиент, ги анализираше доказите, ги анализираше одбраната на другите обвинети и рече дека обвинителството не понудило докази директно за неговиот клиент. Обвинителството напиша, состави и бранеше обвинение со измислен мотив врз основа на впечаток на полициски инспектор. Барам ослободителна пресуда за обвинетиот Боре Видевски, бидејќи обвинителството со ништо не го докажа неговото учество во кривично-правните настани. Најмногу затоа што тој во никој случај не учествувал во овие монструозни работи. Тврдеше дека во овие обвинение неговиот клиент е жртва на, како што рече, монтировка за која очекува да и дојде крај со самото тоа што ќе биде објавена ослободителна пресуда за него. Како што кажа и ти, Александар, обвинителството на минатото рочиште детално го даде завршни одговори за четворицата обвинети, побара да има доживотна судот да досуди доживотна казна, додека пак за таткото на Вања Ѓорчевски со одветна затворска казна. Денеска продолжуваат адвокатите одбраната со завршни одговор според она што е планирано. Палевски, одбраната на Палевски ќе даде завршниот збор на наредното рочиште, но повеќе информации во вестите во 15:30.